Поштовани представници на медиумите, добар ден, благодарам што сте присутни на брифингот на град Скопје за универзална сала. Најпрво, пред да започнам, дозволете ми да констатирам дека досега нити градот, нити било кој нема донесено никаква одлука за универзална сала. Моето лично мислење е дека универзална сала е поголема од било кој градоначалник или од институцијата наречена град Скопје. И токму заради тоа, со јавноста, пред се стручна, меѓутоа и општо, ги општиме сите аспекти или разговараме или ги отвараме сите аспекти кои што како предизвик стојат пред носењето на конечната одлука за универзална сала. Од каде да почнам, а да не е почеток. Значи, се е почеток и се може да биде некако завршница кога е универзална во прашање. Кои се опциите кои што му стојат на градот кога е во прашање универзална сала? 3. Првата е изградба на нова универзална сала на постојната локација. Втората е изградба на универзална сала на нова локација, на друга локација од сегашната. И третата е реставрација на сегашниот објект и изградба на нова сала на нова локација. За така наречената реконструкција, што де факто представува изградба на нова сала, градот досега има спроведено 3 постапки. Првата е некаде во 2007 година на архитектот Ситниковски, Ситна на надимак во Скопје познат, која што не му е доплатена. Не е доплатена. Втората е проектот Јајце, која што преку Министерството за култура е платена некаде на ниво од околу 600.000 евра. И третиот проект е проектот од господин Трајановски, номиниран како реконструкција, де факто рушење и изградба на нова сала, кој што чини 200.000 евра, не е платен и градот е во судски спор со изведувачот Градежен институт Македонија. Би сакал на кратко да се задржиме на овие 3 проекти, особено на проектот кој што се вика реконструкција на универзална сала, де факто значи рушење, а кој што проект можеше да го види јавноста и во предизборието 2017, мислам дека денеска беше реобјавен од страна на една политичка партија. Тој проект подразбира целосно соголување на постојниот објект на универзална сала, негово проширување, додавање на конгресни сали, 4 мултимедијални сали и целосна обнова на конструкцијата на универзална сала, бидејќи станува збор за монтажен објект, стар повеќе од 50 години. И де факто е изградба на нов објект. По капацитет би требало да биде со 1500 седишта во главната сала, а полниот капацитет на гости
односно на посетители, со сите сали би бил околу 2200 посетители. Во овој проект за реконструкција предвидено е подземно паркирање на 94 возила и надземно на 6. А остатокот од паркирањето би се решавал во катната гаража. Затоа именувам како реконструкција, затоа што ако согласно законските прописи влезете во изградба на нова сала, стандардите на бројот на посетители визави тоа што треба да го изградите е сериозно поголем во однос на паркинг местата. Состојбата на објектот на универзална сала е таков да истиот не може да опстане во форма на реконструкција. Него мора да го срушите. Повеќе од 1,5 година јас со дел од стручната јавност разговарам на тема универзална сала. Сите укажувања на стручната јавност, вклучително и на Асоциацијата на архитекти, кажуваат дека на постојната локација не може да се изведе објект од зголемен обем. Односно дека зголемен обем на објектот на универзална сала би представувал објект кој што нема да може да задоволува определени стандарди, што безбедносни, што сообраќајни, што инфраструктурни. Од тука како логично се наметнува второто прашање, кога е универзална сала во прашање. А тоа е нејзина дислокација. Две парцели или два дела од нашиот град беа посочени како можни варијанти, а тоа е некаде во делот кај спортската сала Борис Трајковски и во делот на оранжериите, кои што се сериозно руинирани, паркови зеленило на близот од градски парк. Затоа и влеговме во фаза на објавување на конкурси за овој вид на решение за универзалната сала. Бидејќи, ако веќе се влезе во дислокација, тогаш мораме да знаеме што ќе правиме со просторот каде што е сега универзалната сала. Значи, ова е втора од 4 постапки кои што градот Скопје и јас како негов градоначалник сум со намера да ги спроведам. Третата би била по изготвување на урбанистичко-планска документација, определување на локација и конкурс за изглед на нов објект, како следствено од ова што за конкурсот кој што е во тек. И четвртата би била распишување на конкурс за реставрација на постојниот објект. Моje мислење е дека во секоја од овие фази јавноста и тоа како треба да биде вклучено, особено стручната јавност, за да го најдеме оптималното решение за постојната локација, постојниот објект ако сакате, или евентуално ако се донесе одлука за негова дислокација, исто така би најдено оптималното решение. Зошто ова го кажувам? Затоа што
како градоначалник, јас сум должен да водам сметка и за културниот развој на градот. Културниот развој на градот во рамки на капацитетот на постојниот објект на универзална сала не може да добие на квалитет. Од друга страна, свесен сум и знам дека многу институции културни, што на државно, што на локално ниво, се уште невдомени. Од тука е идејата, и кога ќе дое конкурсот, тоа ќе биде барано од страна на градот, да нов објект евентуален во себе опфаќа покрај простории за универзалната сала, простории за театарот за деца и млади, кои што во процесот на децентрализација прашање на време кога ќе стане градска институција, а во моментов работи во поранешна кафана во центар на град. Гледам дека Танец исто така бара пари за седиште. И она што фундаментално му недостасува на град Скопје, тоа е конгресен центар. Една напомена за првичниот проект за реконструкција, проектираната цена е некаде околу 17 милиони евра. Тоа се отприлика предизвиците кои што претходат на носењето на конечната одлука. Градот како институција нема доволно средства да сам влезе во инвестирање на било кој од овие три можни варијанти за состојбата на универзална сала. Што значи дека за било која варијанта ќе треба да имаме државна инвестиција во форма на она што државата го прави постојано, тоа се капитални инвестиции во културата. Затоа, бидејќи не сме ни доволно богат град, ни доволно богата држава, мораме да го одбереме најоптималното решение, бидејќи она што ќе биде сега одлучено, ќе биде нешто што во овој град ќе трае во наредните 30 до 50 години. И не трпи простор за импровизација, туку едноставно мораме сите точки да ги исцрпиме. Иако сме во средина на дебатата или постапките за дебатата, јас морам да го соопштам моето лично мислење. Со цел да не се предизвикува во јавноста контраверзија околу ставот на градоначалникот. Јас би бил најсреќен кога компромисот би се нашол помеѓу третата и втората варијанта. А тоа е да се реставрира сегашниот објект на универзалната сала, а да се изгради нова концертна сала со поголем капацитет и со повеќе намени на локација што дополнително заеднички повторно со јавноста ќе утврдиме. Тоа е личното мислење на Петар Шилегов. Меѓутоа, универзална сала е колективна меморија на културниот живот на Македонија, не само на град Скопје. И затоа сметам дека во овој процес треба да бидеме внесени сите. Институционално, град Скопје со својот градоначалник, владата на Република Северна Македонија со Министерството за култура, стручната јавност, меѓутоа и обичната јавност која што
токму заради габаритот културен на универзална сала, има и како силни емоции, меѓутоа и големо право да го каже своето мислење. Не се либам како човек, како институција, како градоначалник, да од која ќе ги испитаме сите три можности до крај. Без оглед колку во моментот, да речем, е болна една од тие можности за која што се зборува во јавност. Граѓаните на Скопје своето мислење кажат и на референдум. Ако имавме референдум за заштита на градскиот трговски центар, секако е дека за вака болно прашање, или вака емотивно прашање, или вака габаритно прашање, треба да имаме изнесување или произнесување и на граѓаните. Меѓутоа, пред да дојдеме до тоа, ние мора сите овие варијанти да ги доразработиме, за на крај да знаеме што да ги прашаме граѓаните. Интимно би сакал да се реставрира универзална сала и да изградиме концертна сала. Прашање колку од тоа владата или државата е способна да поддржи. И сосема на крај политички. Во некои други времиња, е така минати, решенијата ќе беа само соопштени. Јас одлучив свесен за сензитивноста на темата, да ги отворам сите прашања поврзани со универзална сала. И не мислам дека е тоа грешка. Напротив. Мислам дека треба да дојдеме до оптималното решение за нашиот град. И многу ми е мило што ете на еден ваков, можеби брутален начин, на пијадесталот во градскиот живот ја враќаме културата. Односно капацитетите со кои што овој град или оваа држава располага, тоест не располага, за развој на културата. Толку во кратки црти, поверете прашање. Можете да ги уклучувате микрофоните за да бидеме сите во системот. Што би подразбирала реставрација на универзална сала? И колку би чинел тој проект? И колку би чинел проектот и реставрација и нова концертна сала? Пошто само реконструкција ни кажавте дека чини 17 милиони евра. Значи, трошоците околу целокупниот овој концепт што е мој фаворитски. Реставрација на универзална изградба на нова мултифункционална сала би биле некаде околу 20 на милиони евра во зависност од тоа што како тако би се утврдило во постапките кои што ги следат. Реставрацијата на универзална сала, иако е сега малку можеби преурането јас да го димензионирам тоа како прашање дека не се отвори во јавноста, би подразбирало целосно обновување на постојниот лик, изглед и инсталации на универзална сала. Бидејќи не знам дали знаете сега, кога ќе влезете позади во административниот дел, луѓето наведнати се таму, бидејќи нема доволно, да речем, простор. Станува збор за монтажен објект, сериозно руиниран, бидејќи е стар 57 години, експлоатиран и не е темелно, да речем, обновен. Значи, молам? 53, да, се извинам. Значи, би требало да се провери и конструкцијата, дали додржува, дали не додржува. Прозорците, вратите, инсталацијата електрична, инсталацијата водоводна, инсталацијата за загревање и ладење на објектот, сето тоа би било предмет на обнова. Меѓутоа, така би го задржале и автентичниот изглед во целост,
и автентичната намена на универзална сала со едно обновено, односно целосно реконструирано, реновирана внатрешност. Она што под превес реконструкција се пласира во јавноста, тоа е де факто рушење на постојната универзална сала. И импровизација на тема. Да, поголем габарит, де факто значи целосно уривање, оставање на дел од конструкцијата, зголемување на различни капацитети, додавање на нови сали, подземно паркирање и би влегле во во минатото заради лошото урбанистичко планирање на почетокот на овој милениум. Тотално е девастиран просторот околу универзална сала. Кога оригинално била поставена универзална на сегашната локација, бајаги од зградите што се околу незе, дури 2 или 3 мислам дека се во самата парцела, логична парцела од Партизанска до не ми текнува сега улицата, се извинувам, било исклучиво простор наменет за универзална сала. Со изградба на зградите на хотел, на катна гаража таму, во целост е спречена функционалноста на објектот. Пристапот, дотурна техничка, да речем, на техника која што е потребна за настани тој тип на работи, имајќи во предвид дека позадината на универзална се користела за таков тип на намена. И сега кога е тој простор девастиран, затоа што бил запоседнат со згради, а се логичен дел од една парцела, автоматски самото ширење на објектот се прави невозможно. Односно би требало универзална да ја залепиме до Партизанска од една страна и да ја залепиме позади до зградите од друга страна. И уште една шпекулација, бидејќи пратев што се случуваше последните 2 дена во јавноста, во колку некој мисли дека идејата конкурсна за парк или спомен парк, или како сакате кажете го, е субституција за комплексот Треска, длабоко се лаже. Длабоко се лаже. И ако е тоа причината, јас сум спремен до носењето на ДУП-от да не се превземат совршено никакви действија, вклучително и одлука по конкурсот. Со цел да бидат задоволени стандардите за зеленило во комплексот Треска, а не некој да мисли дека градот стои позади не знам си што за да обезбеди алиби за зеленило за Треска. Таа беше тезата во јавност на слушање. Во секоја варијанта, било какви биле резултатите од било кој конкурс што бил спроведен, и ова е конкурс, решение по конкурс зборувам, и еве го, ова е јајцето кое што исто е така конкурсно решение, меѓутоа се нереализирани. Постоењето на конкурс не значи реализација. Од кога ќе доеме до заедничкото решение, по основ на конкурсите и постапките што транспарентно ги влечеме во јавноста, ќе го извлечеме конечното решение. Поверете, други прашања. Јас сакам да прашам колку владата е подготвена да одвои толкави средства за реконструкција и нова сала, дали има толку средства, и околу референдумот, значи како планирате да го изведете, дали тој ќе биде консултативен или обврзувачки? Во буџетот, затоа и го потегнавме сега прашањето. Мојата идеја е некаде до кај нова година да ги затвориме циклусите и постапките, бидејќи во буџетот за 2020 година во ставката капитални инвестиции на Министерството за култура се предвидени 30 милиони денари, средства кои што може би ќе ги употребиме и за дел од конкурсите. 30 милиони денари, 500.000 евра, што се премалку средства.
се сложувам со вас и јас, меѓутоа да речам еве дека се основ да тргнеме во дел од постапките за кои што зборував. Оваа држава на културно ниво на разни локации или во разни градови финансира различни проекти и така треба да биде. Ние мораме да имаме рамномерен развој во државата. Меѓутоа, моето лично мислење е дека за културното наследство или објектот во кој што започнала современата македонска култура. Да не ви спомнувам Скопски фестивал, да не ви спомнувам Джез фестивал, да не ви спомнувам Златно славеќе, институции со кои што сите ние сме растеле. Едноставно пари мора да се најдат. Чинело тоа на овој или на оној начин 20 или 25 милиони евра, бидејќи не станува збор за едногодишна или еднократна инвестиција. Туку станува збор за повеќе буџетски години. Така што мислам дека универзална, имајќи во предвид дека по мене, верувам и по најголемиот дел од јавноста, е културна оставштина на државата, не само на градот. Ќе мора да заеднички изнајдеме сила да ова биде реализирано. Универзална не работи повеќе од 5 години. Градот нема концертна сала, не можеме да ја развиваме културата во градот и мислам дека навистина доста и премногу да не можеме да влеземе во тој период. Сега сме во пандемија, да не бидам лошо разбран, добра е можноста, бидејќи не можеме во затворено да направиме културни настани, барем да го изградиме капацитетот, за која ова ќе помине полека, влеземе во едни нови квалитети на културниот простор во Скопје. Треба да дојдеме до тоа дали воопшто, можеби нема да биде потребен референдум. Јас верувам дека консензуално ќе се согласат граѓаните на Скопје да го реставрираме сегашниот објект и изградиме нова концертна сала. И тогаш мислам дека, ама треба да дојдеме до тоа, значи преку конкурсите треба да дојдеме до тоа и да ги понудиме опциите, да луѓето имаат представа, да граѓаните имаат представа кое што е, кое колку би не чинело и кое каков развој во културата на крајот на денот би донело. Не, нареден чекор би било конкурс за реставрација, а додека ја уредиме урбанистичко-планската документација за определување за новата локација, како завршно би било на таа локација изгледот или функционалноста на евентуално нов објект. Тоа е нешто што е неблагодарно јас да го кажам и изговорам, имајќи предвид мојата функција. Тоа е нешто што кога ќе го дадеме конкурсот, идејното решение и градежниот проект, по основ на градежната вредност се утврдува вредноста на реставрацијата. Молам? Да, затоа што кажав дека кои се опциите. Кажав кои се опциите. Една опција е да се сруши универзално и да се реконструира или изгради нов објект на постојната локација. Втора е да се дислоцира на друго место при што овдека би бил парк и трета е да се реставрира и на нова локација да се изгради нов културен објект. И сега ја морам да имаме како јавност, како граѓани, јас како градоначалник и институција варијанти разработени со цел да носиме одлука. Јас мислам дека решенијата кои што произлегуваат од конкурсите ја олеснуваат дебатата. Затоа што сега би дебатирале на што? Што му се бендисува на, се извинам, на Сотир, што му се бендисува на Петре. Не, дајте да ги видиме конкретните решенија. Така мислам дека е, затоа се и конкурсите. Повторувам, неколку конкурси околу универзална имало. Ниеден не е спроведен, значи за да не бидеме лошо разбрани. Меѓутоа сметам дека конкурсните решенија треба да бидат предмет на дебата. Инаку зашто би дебатирале?
затоа што се уште статус кво. Тоа што се случува универзална сала. Како што веќе споменавте, 5 години не работи, а веќе има неколку конкурсни решенија. Имате ли евиденција колку се има потрошено средства за сите тие конкурсни решенија што не се спроведени и колку ќе издвоите средства за овие конкурсни решенија? Јас мислам дека кога ги образложував проектите поединечно наведов, значи до сега се потрошени па можеби околу 900.000 евра за конкурсните решенија и проекти, што може би е доволно средство да ја реставрираме. Универзална сала, се сложувам со вас. Символична е наградата на сегашниот конкурс, 6 милиони денари. 6.000 евра е на првата награда, значи идем... Вкупниот фонд е 6.000 евра, 3.000 првата, 2.000 втората, 1.000 евра третата. Значи идеме символично, затоа што навистина мислам дека е предизвик да се работи за универзална, за секој архитект поединечно. А евентуалниот конкурс за изгледот на нова сала, на друга локација, е работа која што допрва ќе биде утврдена како вредност. Меѓутоа ќе се потрудиме од овие 30 милиона кои што да ги повлечеме од страна на владата, што се со цел да тој трошок биде покриен. Добро, кажете дека нема да имате доволно средства за сами, дека треба државата нели да вложи тука во капитална инвестиција, а велите најсоодветно решение според вас е реставрација и изградба на нов објект. Тогаш како би изгледало тоа и колку би бил капацитетот со оглед на тоа дека сигурно она ново што ќе се приправи во универзална сала исто така ќе биде функционално за концерти или за било кои какви други настапи или театарот што го споменавте. Значи, колкав би бил тогаш потребниот капацитет на новата сала што би се изградила и дали ќе може тука да се скрати нешто од средства, бидејќи навистина ќе стане збор за голема сума. Да. Ако ја задржиме универзална во оваа големина, тоа станува збор за сала од околу 1100 седишта во моментов, што значи дека следниот таргет би бил некаде околу 2500, имајќи предвид дека се повеќе би можело како настан да се одржува Борис Трајковски. И тука би требало да се бараат тие работи, мали сцени во мултифункционален објект, сцена за театар за деца и млади. Меѓутоа сето тоа ќе биде предмет на конкурсната задача. Би било неблагодарно сега јас да кажувам и што и како би било. Ние треба да ја утврдиме потребата ја дефинирате, ја ставате во конкурсната задача, па го добивате фидбекот од учесниците во конкурсите. Например, проектот Јајце предвидува сала за околу 2200, мислам, отприлike гости, посетители во главната сала. Меѓутоа тој предвидува и две мали сцени, тој предвидува и некаде околу 8 конференцијски сали на две нивоа и предвидува и кафетерии, таков тип на објекти заедно и отприлike некаде околу 25 милиона евра се изведе. Спорам за тоа што го имаме како дата база за да со која што можам да излезам со некоја поконкретна цифра. Дали ќе имаме нов проект и што тој проект како трошок ќе предвиди, навистина е неблагодарно се предвидува. За крај, доколку се земе во предвид дека државата е и во корона криза и така натака, доколку не можеме да си го дозволиме овој луксус да има два проекти практично и на постоечката локација и на друга, кон што вие тежнеете, за што се залагате, ако се земе предвид дека Асоциацијата на архитекти веќе излезе со став дека се залага да остане универзална во големината која што е и на местото на кое што е, што тогаш би било опција доколку владата нема пари за два проекти? Но дел од прашањето сами одговоривте. Ако стручната јавност кажува дека постојниот објект не треба да се уништи, да се реставрира и да остане со тој капацитет, тоа е делот од оваа работа. Јас лично верувам дека токму заради корона кризата и потребата од јавни инвестиции со цел да се придвижат некои процеси во македонската економија, државата има интерес да финансира два проекти.